Raspni go Isusa. Drugi spasuvaše, sebe ne se spasi, Oče moj ne ostavi. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Mrtvi voskresna, grobovi zinaja, temnina vo šesti čas. Zemlja se trese, karpi rasprsna, Isus zamina. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Mir vam so tebe, možam se, Isuse, Hristose, bez mene ne možete da napravite ništo, so me ne možete da napravite se. Tatko naš, u ime to Isus te molam za vlast i sila во словата. Ти зборувај низ мене, нека секое слово ги допре оние луѓе кои имаат потреба Твојата љубов, нека ги отвори нивните срца, да го повикаат Твоето име, да се покајат и да ги исцелиш. Денеска ќе зборуваме за Јован 16 глава 25 стих. Па како ќе не води духот, ова во параболи ви го кажав. Видете, Исус вели, ова во параболи ви го кажав. Тој седи со своите 12 апостоли, со сите други ученици. И тие не го разбираат, им кажува во параболи, им раскажува во слики, во споредбени моменти, за да разберат што сака да каже. Зашто на земјата постои време, простор и свест. Во Божјото царство нема минато, сегашност и иднина. Бог е се присутен и ние ако се претопиме во љубовта, ако се вратиме во духовното царство, во царството на нашиот Отец, ние стануваме, ние пребиваме во дух во него, како што Исус пребива во дух. Ова во параболи ви го кажав, но ќе дојде час, пазете, ќе дојде час, кога нема веќе во параболи да ви зборувам, вели Исус. Значи, ќе дојде час кога нема да зборува во параболи. Дали го разбирате тоа? Ова слово не се порекнува и не се враќа празно, туку откриено ќе ве известам за Отецот. Така да, оние теории дека само Светото Писмо го порекнува ова што го зборува Исус, а Светото Писмо не може да се противречи едно на друго, освен ако вие го разбирате буквално, туку откриено ќе ве известам за Отецот. Во тој ден ќе побарате во моје име. По тој ден ќе побарате во моје име и не ви велам дека Отецот ќе го помолам за вас. Бидејќи Отецот сам ве љуби. Зашто вие ме возљубивте. Ако го возљубиме Исус, Отецот не љуби. И поверувавте дека јас сум излегол од Бога. Значи, ние сме излегле од Бога. Исус е излезен од Бог. Доаѓа да ни го покаже патот и ни го постава духот. Ние да постапуваме како Исус, да станеме христолики, да се облечеме во Исус, да се облечеме во љубовта. Дека јас сум излегол од Бога. Јас сум син твој, ти денес ме роди. Значи, ние зборуваме за родение во дух. Ако некој не се роди во дух,
nema da го види Царството Божјо ако некој не се роди од дозгора. Еден постар човек му вели како може човек да се роди кога е стар. Тој зборува за старост, временско ограничување на земјата 50 на години, 70-60. Бог нема време, нема простор, тој е сеприсутен, непристапна светлина, видлив, ево Исус Христов, излегов од Отецот, вели Исус, и дојдов во светот. Тој излегол, е пратен, спуштен ангел, сега па го оставам светот, то треба ние сите да го направиме. А ние сме паднати, излезени сме од него, сме го избрале сатаната, паднати сме на земјата, јадеме од дрвото на познанието на доброто и злото со Адам и знаеме што е добро и зло. И Бог Отецот ни вели надвор од Едемската градина. Не можете да бидете во Божјото царство ако немате љубов. Ако, како вели молитвата, нека биде волјата Твоја, волјата Негова, и царството, и силата, и славата, се е Негово. Ние му припаѓаме нему, ние зборуваме за припадност, да го предадеш својот живот на Исус. Излегов од Отецот, дојдов во светот. Кратка е раскажана приказната. Тоа зборува Исус, но се однесува на секој од нас. Ние сме паднати, тој е спуштен доброволно за да ни помогне. Да ни ги земе гревовите, да ни го понеси товарот, да ни помогне од синови човечки, од падната природа, од сатанска природа, да се вратиме во Божјото царство на небесото, да станеме синови и керки Божји. Излегов од Отецот и дојдов во светот, сега пак го оставам светот и се враќам кај Отецот. Ние треба да го оставиме светот и да се вратиме кај Отецот, не до место. Исус вели, станете да си одиме од овде. Станете, луѓе, што правите овде? Овој свет минува, пропаѓа. Му рекоа учениците негови, па вие гледате дека умираат луѓето и не можете да си најдете смисол на вашиот живот. Му рекоа учениците негови, еве сега откриено зборуваш и никакви параболи не ни кажуваш. Сега знаеме дека знаеш се и нема потреба некој да те прашува. Видите, во еден момент дознаваат. Заради тоа веруваме дека од Бога си излегол. Човечката природа ќе поверува, па потоа се пишманува, се враќа назад. Познавам многу луѓе, ќе дојдат до некаде, пак се враќа на истото и пак е во истото. Тоа е оној стих, свињата се враќа во калта и песот на својата буаница. Таа живее во сопствениот свет, материјалниот. Исус им одговори. Тие разговараат со Исус и не го разбираат, а вие го читате писмото и мислите дека го разбирате. Мислите, без дух, без водство од Отецот не можете да го разберете. Ова е ангелски јазик. Да зборувам на сите јазици, па дури и на ангелски, и не го разбираме. Тој е безтелесен јазик, духовен јазик. Светото писмо е само една капка од Божјото создавање, од Божјиот свет, што ние треба да го разбереме како една разгледница, сликовница за бебиња да научат да читаат, да научат да живеат како Исус, да научат да љубат, да простуваат, да не осудуваат и да ја бараат волјата на нашиот небесен Отец, нашиот Татко и Создател. Ете иде часот и веќе настапил да се разбегате секој кај своите. Не ќе го удрам пастирот и овците ќе се разбегаат. Исус е фатен, тие се разбега. Петар се одрече 3 пати се одрече пред Петел да запе. Стани, ти што спиеш, простено ти е. Стани ти што спиеш, воскресни од мртвите и Христос ќе те осветли, ќе те освети. На друго место вели, станете да си одиме од овде. Тој е повик. Вие седите тука, живеете тука, врзани сте овде. Имотот што го имаш, ако не го ползуваш за Исус, го губиш времето на земјава. Ако не го ползуваш за Исус, иде часот и веќе настапил да се разбегате секој кај своите, вели Исус, а мене сам да ме оставите. Но јас не сум сам. Не си сам, човеку, бидејќи Отецот е со мене и со тебе може да биде, ако действуваш во љубовта, ако простиш, се покаеш, го повикаш Исус, го предадеш животот и останеш во заповедта на љубовта, да го љубиш ближниот како себе. Кој? Сите, тој вика на тебе, јас се молам еве денеска, еден наш сосед. И денеска е добро, се молевме, го благословивме веднаш сопругата Манде.
двајца собрани во Негово име, во името на љубовта. Ова ви го реков, ова ви го велам за да имате мир со мене. Мир во мене. Мирот е во Бог, во светот нема мир. Во светот ќе имате маки, но не плашете се. Јас го победив светот. Кој го победува светот? Во 1 Јованово, оној што верува дека Исус е Син Божи. Што верува, што значи тоа? Веруваш дека нешто ќе биде, ти не седиш и чекаш, дејствуваш во тоа, исчекоруваш, љубиш во тоа. Ова го каже Исус, па ги подигна очите своји кон небото и рече: Татко мој, Оче, Оче, дојде часот, прослави го својот Син, за да те прослави и Синот твој. Значи ти треба да го прославиш Него и тој тебе, да те просвети, како што си му дал власт над секое тело, та на се што си му дал, да му даде вечен живот, ако се повикувате во Исус. Му дал власт над секое тело, та да му даде вечен живот, на се што си му дал, а животот вечен е тоа да те познаат тебе. Пазете, животот вечен е да го познаеш Исус, единиот и вистински Бог, испратениот од тебе Исус Христос. Тоа е вечниот живот, да те познаат. Да те познаат. Што значи да те познаат? Не само го познавам Исус, е него таму на сликата. Тој вели: кои сте вие, не ве познавам на крајот. Бегајте од мене. Исус ги брка на судниот ден. Пишано е тоа. Па како, Господе, бев гладен и не ме нахранивте? Кога беше гладен? Бев жеден, не ме напоивте? Бев болен, не ме посетивте? Бев во затвор? Кога, Господе? Па тоа е: љуби го својот ближен како себе си. Тоа значи да го познаеш Исус. Да ги љубиш сите околу тебе. Да чекориш како Исус. Во светлина да врвиш по тесната патека на простувањето на љубовта. На милоста која никогаш не престанува. Милоста која никогаш не престанува наспроти некој што мисли дека има вечно проклетство. Милоста, Неговата милост е вечна, на 100 пати пишано. И повторно не го гледате. Со очи ќе гледаат и со уши ќе слушаат, и нема да видат, нема да чујат. Јас те прославив на земјата, го извршив делото што си ми го дал да го извршам. Кое дело ти е дадено да го извршиш, брате и пријателе? Да љубиш, да прославаш, да ги љубиш сите, да им простиш на сите, да ја дадеш душата своја за браќата, да им помагаш на сите. Тие се слепи, ако турнеш слеп човек од патот, проклет да е. И целиот народ да каже амин. Значи, живот вечен е тоа да те познаат тебе, единиот и вистински Бог, испратен од тебе, Татко мој, Исус Христос. Живот вечен е да го познаеш Исус, единиот и вистински Бог. И сега прослави ме, ти, Оче, вели Исус, во тебе самиот. Значи, од слава во слава, има еден стих. Се прославуваш во Отецот кога пребиваш, кога се осветуваш во Него, кога љубиш како Исус, кога остануваш во законот на љубовта. И сега прослави ме ти, Оче, во тебе самиот. Со славата што имав во тебе. Исус ја имал славата во Него, во Отецот, уште пред светот да настане. Луѓето викаат: најстар народ, најстари, ние вакви, ние такви, ние се знаеме, ние. Кои сте вие? Прав земна. Славата е во Отецот. Со славата што има во тебе уште пред светот да настане. Исус ја имал славата. Ние сме од слава во слава се преобразуваме, од човечка слава, без слава, кај од краткотрајна. Цветот ќе овене, ќе се исуши тревата. Го објавив името Твое на луѓето. Исус вели: што си ми го дал, што си ми ги дал од светот, тие беа Твои, припадноста чија е, и Ти ми ги даде, и го запазија Твоето слово. Значи, се е создадено од Него, отпаѓаш од Него, го избираш сатаната, се избираш себе љубие, избираш осудување, нељубов, крадење, лажење. Татко на лагата е сатаната. Немаш љубов, си спротиставен на Бог, сатана спротиставен на Бог. Арадах ти син бирах марирах, слава ти Господи Исусе Христе. Сега разбера дека се што си ми дал е од тебе. Се е од Него и за Него создадено. Таткото небесен создал се овој свет, е падната природа. Вие се врзувате за овој свет, го љубите светот, го љубите грнето, а наместо грнчарот. Светот е грнето. Зашто зборовите што си ми ги дал, како што и мене ми ги дал, им ги предадов, како што и јас вас ви ги предавам вам,
Тие ги примие и разбраа на вистина дека од тебе сум излегол и поверуваа дека ти си ме пратил. Секој што ќе поверува дека Исус е Син Божи, ќе живее живот вечен. Што значи да поверува? Стани ти што спиеш, станете да си одиме одовде. Јас за нив се молам. Не се молам за сиот свет, туку за оние што си ми ги дал, зашто се твои. Тој зборува на почетокот кога Евангелието почнува. Кога Словото почнува да се отелотворува по луѓето и кога Господ, Отецот Небесен во Исуса Христа ги бира своите кои сакаат да се вратат, да пребиваат во Божиото Царство Небесно во љубовта, која никогаш не престанува и не памти зло. Во еден препев вели не мисли зло, не мисли, не памти, го заборава злото и простува. Многу милостив и долго трпелив. И се мое е твое. Ете, тоа е поентата. И твоето мое. Значи ти се му предаваш немој, тој ти дава се, тој создал се, ги имаш доволно. Човечкото себелюбие сакаш се повеќе и повеќе. И се мое е твое, вели Отецот. И твоето моето се однесува на татко и син во земјата. Ако станете една мисла, едно тело, во љубовта Христова, веќе не сум во светот, но тие се во светот. Светот што значи? Во телесната природа, во материјалниот свет си врзан. Собираш богатство на земјата, каде што ги јаде молесот и раѓата. И крадците ги подкопуваат и крадат. Наместо да собираш богатство на небесата, барајте го најнапред Царството Божјо. Да сакаш да се вратиш на небесата. Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Оче свети, запази ги во Твоето име, оние што си ми ги дал, за да бидат едно, како што сме и ние едно. Тој зборува кој се соединува со блудница, еден дух е со, кој се соединува со Бога, еден дух. Тој е духот на љубовта. Духот на Антихристот е духот на нељубовта. И сите други подситуации. Додека бев со нив во светот, јас ги пазив во Твоето име. Ги пазев. Оние што си ми ги дал, ги зачував. И никој од нив не погина. Освен погибелниот син, за да се исполни писмото. А сега се враќам кај тебе. Тоа е поентата што треба ние да направиме и ова му го кажувам на светот, за да имаат во себе мојата полна радост. Кој од луѓето што ги познавате христијани сака да се врати кај Бог да остави се земно? Апостол Павле вели ја завршив трката. Тој вели јас не сум од овој свет, и јас не сум од овој свет, јас сакам да се вратам кај мојот татко на небесата. Овде сум привремено да љубам, да сведочам, да му служам на Отецот Небесен преку Исуса Христа. Амин. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Јас им го предадов Твоето Слово, како што сега го предавам и јас. И светот ги замрази. Кога ќе им зборувате за Исус, ќе ги нервира, затоа што тие се ќаваат на телесно ниво. Зашто тие не се од светот, како и јас што не сум од светот. Јас не сум од овој свет. Не се молам да ги земеш од светот, туку да ги запазиш од зло. Луѓето се брзани за овој свет, се тепаат, се мразат, се караат, трупаат богатства. Тие не се од светот, Исусовите слуги, како и јас што не сум од светот. Припадност дека горе имаме Божја, односно небесна татковина, дека овде сме привремено. Посвети ги со својата вистина. Твоето Слово е вистина, ако во дух се прима. Ако се прима телесно, Словото убива. А само Духот оживотворува. Духот. Кој е тој дух? Духот на љубовта, Отецот Небесен. Кога ќе го примиш Исус и ќе му предадеш се, и неговата волја ќе се остварува во твојот живот. Не ти што сакаш, сакам сега на мојава душа, ова сакам. Не. Ја даваш душата своја за браќата, помагаш, служиш и љубиш. Како ти мене што ме прати во светот, Исус го зборува со Отецот, пазете. И јас ги прати во светот. Исус заминува
духот останува, тие треба да го ползуваат духот, како што Исус го ползуваше, да станат Христолики, да се вратат во Божјото царство на небесата. И за нив јас се посветувам, тај тие да бидат осветени, посветен. Бидете свети, повикан си на посветување, на осветување, да чекориш по тесната патека што води кон животот. Љуби го својот ближен како самиот себе си. Љуби го својот ближен. Љубовта не памти зло. Љубовта не му прави зло на ближниот. Љубовта никогаш не престанува. Никогаш не престанува. Но се молам само за нив, но не се молам само за нив, туку и за оние што преку нивните зборови ќе поверуваат во мене. Секој што ќе поверува и ќе го види Исуса Христа, ќе биде спасен. Што значи да го види? Да го видиш во другиот, да го видиш во љубовта, во действието на љубовта, за да бидат сите едно. Сите сме едно, како што си ти, татко мој, оче, во мене. Значи, едно во Бог, соединети во Бог. Сите сме од Него излезени и за Него создадени. Тие што љубат, што се во Христа, треба да действуваат во љубовта и да ги менуваат. Победи го злото со добро, оние што не се во љубов. Тоа е христијанство, но бидејќи и христијаните не може да го променат светот, доаѓаат крајни времиња. Така сака Господ или таква е состојбата. Љубовта се излади, светот се распаѓа. И ново земјо, и ново небо, и нов храм, Ерусалим, Божиот Ерусалим на небесата, каде што храмот ќе бидат Отецот и јагнето, за да бидат сите едно, како што си ти, Оче, во мене. Значи, ти треба да пребиваш во Исус. Ако пребиваш во Исус, ти ќе ги љубиш сите. Ти нема да осудуваш. Нема да осудуваш. Ќе простуваш. Љубовта не памти зло. Никогаш не престанува. Неговата милост е вечна. Ти ќе имаш вечна милост кон сите. Па така, по мене и јас во тебе, па така и тие да бидат во нас едно. Значи, ќе дојдеме со Отецот, ако останете во моите заповеди, вели Исус. И сокровиште ќе направиме, односно вие ќе влезете во дух, во Божиото царство. И да поверува светот дека ти си ме пратил, татко мој. И славата што си ми ја дал, ним им ја дадов, за да бидат едно, како што сме ние едно. Тоа значи посветување, станување едно во Бог, станување синови Божји. Оче, сакам и оние што си ми ги дал да бидат со мене, каде што сум јас, за да ја гледаат мојата слава, зашто тој е видлив, седи на престолот. Што си ми ја дал славата, Божијата слава, Твое е царството и силата на Отецот и славата. Што си ми ја дал, зашто ме возлюби уште пред да се создаде светот, каде што е паднат целиот свет заедно со сатанат и неговите демони, и вие дел од тој свет излегувате во свесна состојба, да љубите, да го изберете Исус, да го повикате Исус, да му го предадете животот во владение, во управа. Нека биде волјата Твоја, татко мој, кој си на небесата, молитвата, нека биде волјата не моја, Твоја, како на небото, така и на земјата, така и во моето срце, така и во Твоето срце, брат и пријателе. Тогаш ти стануваш Христолик, чекориш во љубовта. Оче праведен, светот не те позна. Тие што се паднати се, го избра сатаната. И стиснати се од љубовта, стануваат нељубов. И затоа е тешко да се љуби без Исус. Затоа Отецот слезе во Исус, се распна и пролеа својата крв. И ако се повикате на тоа, Тој ќе ви даде сила и вие да станете, стани ти што спиеш, воскресни од мртвите, и станете да си одиме од овде, како што вели Исус, или врви по мене, прави и ти така. Да чекориш во Исус. Никој нема да те земи, да те однесе, треба ти да врвиш, да чекориш во љубовта. Оче праведен, светот не те позна, падна долу, заедно со сатаната. Јас те познав. Слава ти, Господе Исусе Христе. И знам дека имам татко на небесата и дека си се вратам горе. Дека тој ме гледа со зеницата на окото мое. И дека непријателот што доаѓа по еден пат кон мене, тој го гони по 7 патишта од мене, дека 10.000 ќе паднат лево и десно, 20 ќе натерат во бегство, 1.000, 20, 10.000.
Дека знам дека ако непријателот надојде како река, татко мој, ти ќе го избавиш. Дека знам дека нема да се посрамам. И знам дека ќе ме обгрнеш да не ја сопна ногата од камен. И знам дека лав и змеј ќе убивам и змијот роница ќе нагазувам во името на Исус. И знам дека ќе бидам глава, а не опашка, ќе имам изобилие и ќе се отчитуваат делата на љубовта. И знам дека овие слова допираат некого таму. Синко, докато ти трепери срцето, повика: Исусе, помогни ми, те сакам. Сакам и јас да бидам син Божји. Отче праведен, светот не те позна, татко мој. Јас те познав. Слава ти, Господи Исусе Христе, што ми даде дар на вера, и овие познаа. Тие што познаа дека ти си ме испратил, што познаваат, што ме слушаат, го слушаат Твојот глас, Твоето слово. Јас не зборувам, туку Исус, односно Отецот Небесен зборува низ мене. Тој е принципот. И им го објавив името Твое. Бог е љубов, која никогаш не престанува, која не помни зло, која вечно не се лути. Милоста Негова е вечна. Милоста е вечна. Милост сакам, вели Исус, а не жртви. Им го објавив името Твое и ќе ги известувам та љубовта со која ме возлюби Ти, да биде во нив и јас во нив. Ете, тоа е христијанство. Ајде уште еднашка. Јован 18, односно 17, 26. Им го објавив името Твое. Исус, Отецот Небесен, му припаѓам на Исус. Кога дојам во некој спор со било кој човек, му велам, јас му припаѓам на Исус и мојот имот му припаѓа на Исус. Пазете, прокледа е тој што ќе помести мегата на братот свој. Луѓето се караат за меги. И целиот народ да каже амин. Им го објавив името Твое, Исус, и ќе ги известувам за Тебе, татко мој, во името на Исус, та љубовта со која ме возлюби Ти, мене, Исуса и сите други, да биде во нив. Тоа е христијанство. Љубовта да биде во вас. Љубовта, Бог е љубов, кој пребива во Бога. Пребива во љубовта. Те сакам, Господи Исусе Христе. И ќе известа љубовта со која ме возлюби Ти, татко мој, во името на Исус, да биде во нив. И јас во нив. И Тие во мене. И ние стануваме едно тело, една црква, чие што глава е Исус Христос. Те сакам, Господи Исусе Христе. И штом го рече ова, и тие раскажуваат приказни, без дух, Исус отиде со учениците своји преку потокот Кедрон, преку реката и во шумата, каде што имаше градина, и во неа влезе тој градина и учениците негови. А тоа место го знаеше и Јуда. И тоа е веќе приказната, кога тој, Таткото Небесен во Исуса, љубовта што ја даде толку ги возлюби светот свој, до смрт го возлюби, до смрт на крст. И ти вели, стани, ти што спиеш, воскресни од мртвите, и Христос ке те осветли. Или станете да си одиме од овде. Гори имаме Божјо царство небесно, подобро од оста небесна татковина. Мир вам, армакедонци мои, до Божјо царство небесно. Амин. Распни го, распни го, распни го, Исуса. Други спасуваше, себе не се спаси, Отче мој ме остави. Прости им, татко, не знаат што прават, Отче, прости им. Прости им, татко, не знаат што прават, Отче, прости им.
šesti čas. Zemlja se trese, karpi rasprsna, Isus sami Prostim, tatko, ne znat što pravat, oče prosti. Prostim, tatko, ne znat što pravat,